Добре дојдовте назад, сега почнуваме со првиот час за прво оделение македонски јазик. Пролета пристигна. Хоризонтот почна да паѓа во сончево руменило. Личи на жарче што постепено расте и се претвара во пламен. Пролетните цвеќиња ги никнаа своите главчиња: јагликата, качунката, кукичето, зумбулот, лалето. Нарцисот. Насекаде се ширеше нивниот опоен мирис. Милозвучната песна на птиците исто така се слушаше. И тие, заедно со мене, ја пееа песната за пролета, за природата. Пролет, пролет мила, ти ми даваш сила да растеме, пееме, сите да се смееме. Пролет, пролет мила, ти ми даваш сила да растеме, пееме, сите да се смееме. Гледам денес дека сите се присутни на часот по македонски јазик. Така е, јас многу сакам македонски јазик, учителке. Може еднаш да се поздравиме за здраво. Здраво. Ги поздравувам учениците, моите ученици од прво А оделение, од основното училиште Војдан Чернодрински и сите останати што не следат пред телевизиските екрани. Јас сум наставничката Светлана Софијановска од основното училиште Војдан Чернодрински. Оваа година предавам во прво А оделение. Одлично, учителка. Што ќе учиме денес по македонски? Сега спонтано ќе се одвива учењето по македонски јазик. Јас би ве запрашала првенствено колку годишни времења имаме? 4. Кои се тие? Зима, пролет, лето, есен. Извини, Сара, може. Пролет, лето, есен, зима, ако сакаш така поред да ги кажеш. Да. Точно. Добро. Кое годишно време сме сега? Сега, како што кажав претходно, сме пролет, ама пролет која што сака да биде повеќе зима отколку пролет. Така барем мене ми се чини. Ама пролет е сепак. Пролет. Кој од вас ќе ми каже какви промени настануваат во годишното време пролет? Во пролет. Еве Цвајнштина. Ајде, например, јас. Во пролет никнуваат цвеќињата, листови почнуваат да растат, пак зеленеат дрвата, тревата зелене, например тоа. Сега толку ми текнува. Станува потопло. Сонцето повеќе грее. Денот ли станува поголем и тоа. Еве за моите ученици од прво А оделение од основното училиште Војдан Чернодрински, што за нив представува пролета, ќе ви прочитам неколку искази. Теона, ја сакам пролета затоа што времето е многу топло и можам да одам надвор да се играм во паркот. Марко, лисијата растат, пролета пристигна, се е зелено. Владе, кога доаѓа пролета, чувствувам како да летам. Мартин, во пролет растат ливчиња и цветчиња на дрвјата. Нена, во пролет има дрва со цветови, тревата е зелена, луѓето возат велосипеди. Јана, во пролет расцветуваат цвеќињата. Илина, пролет е кога дрвјата цветаат, пеперутките летаат, а пчелите од цвет на цвет собираат мед. Димитри, многу ги сакам цвеќињата во пролет, бидејќи многу брзо растат. Никола, ја сакам пролета затоа што времето станува потопло и затоа што цветаат цвеќињата. Виктор, пчелите собираат мед од цвеќињата на дрвјата, растат листови, сонцето силно грее. Марин, топло е времето, растат цвеќиња, кокичиња бели ради. Денот е подолг, повеќе сме надвор и играме фудбал. Андре, во пролет цветаат цвеќињата, тревата станува зелена, се слуша звукот на птиците. Симона, добре дојде пролет, мила, ти благодарам за твоите топли крилја, за топлото сонце, кокичињата. Те сакам пролет, мила. Стефан, во пролет парковите се полни со цвеќиња и со деца. Даријан, во пролет растат цвеќињата. Марија, пролета е убава затоа што има многу цвеќиња и зелени дрвја, а јас можам да пијам ладно сокче и лижам сладолед. Угуров Марија.
Филева Марија. Во пролет дрвијата се расцутени и имаат зелени лисја. Времето е топло, тревата е зелена. Птиците преселници се враќаат од југ. Калина. Мене пролета ме асоцира на цвеќиња, кокичиња, расцутени дрвија со цветови, околу кои летаат птици. Надвор играат многу дечиња, некои со своите кучиња, некои со своите топки. Теон. Дрвијата се облекуваат во убави шарени цветови, а на гости почнаа да им доаѓаат птиците. Стефанија. Во пролет има свеж воздух и кокичиња. Природата личи на шарено винужито и цвеќињата мирисаат убаво. Па еве еден наполз да им дадеме на дечињата од прво А оделенија кои што се потрудија заедно со нивните родители да се искажат многу убаво за промената на природата во пролета и да кажат навистина зошто тие сакаат пролета. Баш убаво. Сето ова е точно. Јас затоа ја сакам пролета, поради овие работи. Да проследиме накратко една презентација на која што се представени ликовни илустрации. Ова? Точно, да. И ваша задача, ученици Ана и Цваештан, Да. е во моментот за секоја ликовна илустрација да составите по една реченица. При тоа ќе внимавате на редоследот на зборовите во реченицата. Ќе внимавате речениците да бидат кратки, убави, со убава искажана мисла. Потрудете се да се запрашате себе си како можам со една реченица да го искажам она што во моментот го гледам на сликата. Па ќе започнеме од Цваештан. Повели Цваештан? Овде одговорот е напишан. Пролетта пристигна. Точно. Благодарам. Тоа би го кажал како реченица, добра. Ана, повели? Во ова слика ќе кажам сонцето многу убаво грее. А другата сакаш ти? Или... Ајде ќе пробаме. Другата е сонцето ги храни белите цветови. Ете таа. Пупчиња на гранчиња ќе расшират фустанчиња. Одлично, мене тоа ми се допаѓа. Да. Може би ти имаш некоја друга, Анштен, повели? Подобра немам. Јас ќе кажев мало жбунча, голем, ама тоа не е ни убаво склопена реченица. Ама си помисли. Вашата е подобра. Се е убаво што ќе се искаже од зборовите на речињата. Вредната пчела работи. Одлично. Пчелите прават мед. Ова пчела прави утринска вежба. Благодарам. Ајде, Ана. Птиците ги хранат своите птички. Може така да се каже? Добро. Да. И ова како пеперутката одмара на пат кон дома. Одела дома и се уморила. Добро. Ајде да ги именуваме цвеќињата. Се сеќавате во воведниот дел од часот, јас веќе ги искажав. Кои се предвесниците на пролета? Кокиче. Кокиче, качунка, јаглика, Бела рада. Бела рада, понатаму. Дали Зумбулче? Зумбул. Добро. Јагликата ја кажавме. Јаглика. Нарцис. Нарцис. Сега ги запомнивте? Мислам дека да. Нарцис, јаглика, качунка, Бела рада, Лале. Како беше тоа со листовите другото? Што е ова? Зумбулче. Зумбул, така. Така ги запамтите, смислам дека сите ги кажавме, добро. Еве ги, тука се представени. Пролетните цвеќиња инспирираат радост, среќа. Што друго инспирираат кога ќе видите вие разнобојни цвеќиња, на што вас ве асоцираат? Па се е така некако шарено, топло, мислам, освен сега што мораме да седиме дома, општо така во другите години сме можеле да излегуваме надвор, да играме со топка и имало многу шарени цвеќиња околу нас.
Да. Анштен, што мислиш ти? Па, Како ти се чувствуваш? Ги сакаш ли цвеќиња? Ги сакам цвеќињата, ама сум алергичен, па затоа немам дома многу цвеќиња, ама ги сакам да ги гледам оддалеку. Убави се. Многу интересни ликовни илустрации. Како се чувствуваат дечињата во природата? Среќно, опуштено, безбедно. Играат. Ајде, како можеме со една реченица да го искажеме она за што вие во моментот го проследувате како ликовна илустрација? Децата се многу среќни во природа. Добра, Ајнштен? Цвајнштен? На децата им треба сонце И цвеќиња. и цвеќиња, пролет. Времето во кое што можеме да излеземе и да се прошетаме. Така? Добро. Дали е тоа точна професија, сам учителка? Реченицата точна? Да. Во пролет најубаво е да се учи да се вози точак. А ако веќе се знае, тогаш да се вози само. Еве, една интересна ликовна илустрација. Можете и вие, дечиња, пред телевизиските екрани, да им составувате реченици на своите родители, баби, дедовци, во зависност од тоа кој е присутен со вас. А можете и во попладневните часови. Одлично. За ова ликовна илустрација? Ова е скроз за Ана. Таа е од нашата уметничка. Јас многу сакам кога сум дома и да пишувам реченици, прости и сложени реченици, и потоа тие реченици да пробам да ги илустрирам, да ги нацртам поликовно, па потоа да земам гитара да ги испеам со песна и така. Може да напишеме и песничка. Добра, ваша задача, Добра, имаме ваша домашно. задача е да ја опишете природата во пролет, незините карактеристики, промените на природата во годишното време пролет и ликовно да ја илустрирате. А можете и да си направите една приказна со повеќе ликовни илустрации, да ја осмислите и секако да ја раскажете на своите родители. Во ред. Одлично, Цвајнштайн, ти? Ајде сега да видиме што научивме денес на овој час по македонски јазик. Па научивме за пролет, кои се нејзините предзнаци, што се случува кога доаѓа пролет и зошто на нас ни е тоа потребно И кои цвеќиња кои цвеќиња. И како знаеме дека доаѓа пролетта, а кој е датумот на пролетта кога знаеме дека еве до вчера беше зима, од денес почнува пролет. Од кога започнува пролета? Знаете, некогаш започнува од 21 март, некогаш започнува од 20 март во зависност од тоа дали ни е преодна годината. Дали февруари има 28 дена или 29. 29 Чека, оваа година имаше 29 дена. Февруари. Значи оваа година На 20 пролета март. почна на 20 март. Точно, секако. Одлично. Одлично. Ви благодарам наставничке многу за презентацијата. Добро. Благодарам и вас. Сите знаеме што беше домашната задача по македонски јазик за прво оделение, така? Ако можеби имате некоја идеја како да или ги напишете тие реченици и ги нацртате, можете потоа да ни ги пратите на нашата имейл страница, а ние потоа ќе видиме дали ќе ги постираме и да ги споделиме со останатите. Може еден джингл и одиме со следниот час.